Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија поднесе иницијатива до Уставниот суд за оценка на законитоста на изборот на Талат Џафери за претседател на Собранието. Се надеваат дека судот честно и професионално ќе заврши својата работа и нема да дозволат кршење на уставот. Покрај правната битка која што ја отвараме евиденска и официјално, и ова е само почеток, ова иницијатива до Уставниот суд. Имаме ние и други инстанции до кои што ќе се обратиме, дури и во случај доколку Уставниот суд во конкретниот случај се прогласи за ненадлежен, што би било абсурдно и би бил еден преседан и еден голем срам кој што во иднина ќе го изучуваат по учебници како негативен пример. Меѓутоа, подготвуваме една, како што најавувавме изминативе 10 дена, 2 недели, голема тужба против многу учинители, сите вклучени во овој процес, не само во последните 70 дена или последните 5 месеци после изборите, туку во последните малте не 3 години. Илиевски истакна дека секој мора да ги почитува процедурите во оваа држава и дека не може мнозинството во Собранието да прави што сака. Порача дека ја продолжуваат својата битка за зачувување на унитарноста на државата. Она што се случуваше во Собранието од страна на пратениците од Тиранската коалиција на 27 април, она грубо кршење, дробење на уставот на најситни делови, кршење на Закон за собрание, на Деловникот за работа, мораше да се поведе таа правна битка против овие случувања, бидејќи некој, како да ви кажем, мора да се обиде да го заштити правниот поредок во оваа земја. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија го заокружија 80-тиот ден од почетокот на нивното дејствување. Основните барања се целосно отфрлање на Тиранската платформа, избори и попис на целото население.